Заштитата на личните податоци е едно од основните права и слободи на граѓаните на Република Македонија. Но со поставувањето на Фросина Ременски за министер за труд и социјална политика, ова право на македонските граѓани им е скратено. Граѓаните се сериозно загрижени, револтирани и згрозени од ваквиот потег на Ременски, која нареди секој документ кој значи одговор на Министерството до граѓаните да биде претходно одобруван од Мила Царовска, председател на Комисијата на Социјалдемократскиот сојуз. Ова одлука е скандалозна и представува сериозна злоупотреба на лични податоци. Со ова СДСМ не само што се става над граѓаните, туку се става и над законот и уставот на Република Македонија. Тоа беше еден голем шок не само за мене, туку и за сите родители кои имаат деца и лица со попречености. Значи, не ни е јасно како може да се дозволи да се тоа направи така да било кој дојде и да има увид во нечија документација. Значи, ако е Министерство за труд и социјална политика за заштита на децата и лицата со попречености или на социјалните случаи, тогаш нели се подаваме барања и документи во тоа министерство. А партиски до сега не се случило ова да биде партиски. Ова е апсурдно, вели Билбиловска, и не знам како може некој да помисли да си го дозволи ова. Кој е партиски, значи ние треба сакале некеме сите да одиме во некоја партија и преку партијата да ги остваруваме нашите права. Значи со законот и со уставот на Република Македонија нашите лични податоци се заштитени. А се во овој случај гледаме дека всушност не се. Јас затоа би ја повикала Агенцијата за заштита на лични податоци на Република Македонија да се произнесе и да постапи согласно законот. Таа им се обрати на сите асоциации и невладени организации кои тврдат дека се борат за правата на граѓаните и ги запраша каде се сега. Каде се тие сите големи и моќни асоциации кои се удираат во гради за заштита на човековите права? Каде се сега? Каде се сега да ги побараат нашите права? Ваквиот шаблон удар врз населението од оваа категорија граѓани по се изгледа е практика на опозицијата. Ова што го зборам го кажувам од името на голем број на родители на луѓе кои сме засегнати од ова. А најголем е стравот што ние веќе на два пати пробаа да ни го растурат Центарот за церебрална парализа, кој бевме како иницијатори ние родителите да се отвори, и скоро имавме проблем со господин Жердовски, сакаше да го руши и да ги расели нашите деца. За крај Билбиловска во име на граѓаните упати порака и прашање до Ременски, Царовска и СДСМ. Дајте ни ги вие нам вашите документи, па граѓаните да ги проверат како што тоа го правите вие.